Компаниите од секторот информатичко-комуникацијска технологија останаа стабилни за време на ковид кризата, иако некои од нив изгубиле странски пазари поради откажани договори, оценува претседателката на Стопанска комора за информатички и комуникацијски технологии МАСИТ Анита Пешева. Таа смета дека овој сектор има огромен извозен потенцијал, привлечен е за младите и нуди можности за преквалификација на кадри. Претседателката на МАСИТ вели дека компаниите во ИКТ индустријата држат чекор со светските трендови од оваа област, но она што треба да се направи е законодавството да се прилагоди на нивните потреби. Недостатокот на инженерија е глобален проблем и предизвик со кој се соочуваат не само македонските, туку и светските компании. Поттука тие прават се за да ги задржат своите кадри, па дури да ги вратат оние кои што работат во странство. Платите се околу 1600 евра, а 85% од профитот IT компаниите го вложуваат во вработените и нивните услови за работа. Минатата година, значи, кога ги добивме резултатите, околу 2000 фирми се активни на пазарот од IT секторот, направиле 220 милиони извоз, што е, да кажеме, од 2015 година, зголемен за 35%, тогаш бил 120 милиони. И сега, што е предноста тука? Предноста е тоа, знаете, за извоз на IT продукти, софтвер, било каков извоз од секторот на IT, вие фактички немате камиони, значи не чекате на граница. Тоа е се преку жица и тоа е, мислам, навистина иднината на оваа држава, кој тоа не го разбере, и јас мислам дека голема грешка ќе се направи. ИКТ секторот, според Пешева, треба да се стимулира со пофлексибилни закони кои сега се неприлагодени за овие компании. Како пример, таа го наведе Законот за работни односи. Тој воопшто не е прилагоден за ИКТ индустријата. Знаете, во ИКТ индустријата вие не можете да направите работно време како што е пропишано по тој закон. Значи, ако некој извезува и работи за Америка, неговото работно време почнува од 14 часот попладне, па тамо до колку што трае. Ако работи за, да кажеме, за Австралија, плюс 10 часови. И вие сега тука не можете тоа така да го третирате како вообичаено. Знаете, многу гиганти во IT секторот, еве Microsoft, Facebook, Google, сите, да ви кажем, веќе разговараат и носат одлуки да и после ковид кризата да вработените можат од дома да работат скоро 50%, зашто им се покажа тоа како поисплатливо. Сега, нашиот закон тоа не го дозволува. Освен во вонредна состојба, јас дури и барав од МАСИТ да биде тоа пофлексибилно за инженерите, бидејќи ние навистина мораме да се прилагодиме на новите текови. Предлогот да не се работи во недела исто така е неприфатлив за компаниите од секторот информатичко-комуникацијски технологии. Ако некој работи за Арапските Емирати, тие во недела работат, не работат во петок. Или да кажеме Израел, тие не работат во сабота, работат во недела. Така да мора да се направи да се издвои ИКТ секторот. Флексибилноста на законите мора да бидат прилагодени според ова што младите еве сега се покажале дека се големи извозници. И тоа е многу важно. Ако не го направиме тоа, ќе ни заминат. Македонија, оценува Пешева, во однос на просекот на плати е меѓу првите држави на Балканот. Секоја држава има една тенденција да се ги прави сама законите според своите потреби на економијата. Еве ќе ви кажам дека Романија и Бугарија направија бум во овој сектор. Тие ги намалија даноците, им дадоа шанса да влезат големи компании со многу добри услови, си ги вратија сите млади дома. Бугарија ги ограничи, да кажеме, платите на младите инженери на 1200 евра, над тоа само да се плаќа персонален данок. Заради тоа што ние во IT секторот, да знаете дека имаме највисоки плати во државата. 2,5 пати од просекот на државата е бруто платата на
еден инженер, просек зборувам. Значи таа изнесува 1600 евра. Недостатокот на инженери, според Пешева, не е проблем само кај нас, туку и во развиените држави, и затоа компаниите се борат за своите вработени. Не постои компанија која што IT компанија која што не плаќа приватно здравствено осигурување за своите вработени. Значи не постои компанија која што не ги доедуцира и не им овозможува на своите вработени да добијат најразлични сертификати кои што се препознаени во цел свет. Ние и кога имаме одлив на кадри, знаете, немаме одлив на кадри од тие студенти кои што завршуваат технички, информатичко-технолошки, технички факултети, комуникацијски. Ние имаме проблем со веќе изградени инженери, кои што имаат добиено сертификати, кои што фактички државата многу вложила во нив, државата, фирмите сме вложиле во нив. Знаете ли дека 85% од профитот IT компаниите ги вложуваат во своите вработени и условите за работа на вработените? Целта е, вели таа, да се задржат младите овде, но и да се вратат назад да работат од тука за странски компании. Имаме ние многу случаи кои што млади инженери отишле, работеле неколку години и се вратени овдека. Или си отвориле своји компании, или работат за странски компании. Така да трендот, тој мене многу ми е драго што постои таков тренд. Не е така се како што се кажува, мислам дека тоа се огромни плати на запад или не, може би сега Силиконска долина тие ги одвојува, мислам тука е само тој центар можам да кажам дека или ако работите за тие огромни корпорации, инако ако работите инженер не е тоа нешто, вие ќе живеете подобро. Тоа е уствари суштината на зашто па и некои инженери се селат. Не ради платата. Знаете, се селат и заради условите. Ради здравството, ради школството, ради... Мислам, сите тие работи се клучни заради вкупната, нели, општествена, политичка состојба во државата. Не е само, ја мислам дека ние одиме во чекор со светот во секторот на IT. Според едно истражување кое било направено годишно, на Македонија недостигаат 500 инженери, а до 2023 година таа бројка би изнесувала околу 7000. Ние веќе неколку години работиме, особено со странски донации, швајцарска амбасада, британска амбасада, тука е USAID, на преквалификација и доквалификација на луѓе кои што и не се од IT професија. Значи преквалификација да сте друга професија да може во некои сегменти да влезете. Затоа имаме неформално образование, значи фирми кои што изузетно добро работат, кои што даваат сериозни сертификати и да кажеме тие секогаш помагаат во овие проекти. И знаете дека тоа е и тренд сега и младите и од другите факултети, и да е економски, и да правен, секогаш се запишуваат на тие ние тоа го викаме неформално образование. Според Пешева, секоја алатка измислена од нашите домашни компании е производ и од тука не се согласува дека тие само испорачуваат, а не создаваат своји производи. Секој производ кој што го прави, па макар бил дел од некоја голема апликација светска, сепак е тоа производ. Јас не мислам дека сите компании и повеќето работат лон. Има многу компании кои што работат, мислам, години во нашата држава, каде што, да кажеме, ќе видите, ако одите по министерства, се тоа домашни фирми што работат. И организации, и така и компании. Секогаш, да кажеме, тоа што ви треба за дигитализација во државата е подобро да го прави фирма која што е од домицилната држава. Во нашата држава, оценува нашата соговорничка, сите најсовремени методи за програмирање и јазици се застапени, но малку сме послаби со науките кои се нови за Европа, а повеќе се застапени во Соединетите Американски држави, како што е, например, развојот на вештачка интелигенција, но сепак има и македонски нови компании кои работат во тие сектори.